Јас морам најпрво да реагирам затоа што господинот Џафери требаше да реагира на она како претходниот говорник на кој што сега му се јавувам за реплика ја ославуваше нашата партија, и ако се обидам во ваш стил да зборувам, тогаш ќе ве прашам дали може би вашата партија треба да носи име Народна партија СДС. Затоа ве молам, бидете коректни, доколку се обраќате веќе на некој член од партија, користете го на име кое што е запишано во регистарот. Затоа што во спротивно ќе следува и вас да ве навикуваме како член на Народна партија СДС. Колега Балковски, и покрај тоа што времево ми помина, би рекла ова дека повеќе беше процедурален дел, би сакала сега да ве потсетам дека денес токму ние имаме предлог за влада од два пати аболиран за криминал мандатар и сега ваш коалиционен партнер. Дури и председателот Пендаровски, кандидат од вашиот коалиционен партнер, изјави дека нема да доделува мандат на лица кои што имале афери, ниту пак ќе поддржи лица со афери да бидат дел од новата влада. Сето ова се поби, се постапи токму спротивно, што мене воопшто и не ме изненадува. Оваа влада е предлог на Зоран Заев, кој што на вчерашното експозе изјави дека кога ќе заврши кризата, ќе продолжи со намалувањето на стапката на невработеност. Тоа значи дека никогаш нема да продолжи, затоа што со името на Зоран Заев доаѓа и кризата. Со него влеговме во неа и со него не можеме да излеземе од неа. Инаку претходниот тригодишен мандат на вашиот коалиционен партнер, колега Балковски, се состоеше од 3 фази за подсетување. Првата, до промена на уставното име, она кое што сега цел говор го споменувавте така гордо, и се дури не го сменија насила и противуставно, се правда дека не можат заради тоа ништо друго да сработат. Втората фаза беше рекетот. Половина година помина во изнаоѓање на виновници, местење на жртви и штитење на криминалот во редовите на вашиот коалиционен партнер. И третата и последна фаза од тој мандат беше распишувањето на изборите и кризата со корона. Преку нив се извлекува за се што им остана нереализирано, а буквално ништо не реализира. Ниту 500 евра просечна плата, ниту 100.000 денари плата за доктори, ниту нов клинички центар и нова клиничка болница во Штип, ниту бесплатно болничко лекување за сите, ниту 500 километри нови автопатишта, ниту во 2019 година, која што беше прогласена за година на економијата, токму од Заев, видовме од економија. И затоа термините од вчерашното експозе на вашиот коалиционен партнер како личен влог, гордост, чист образ, обединети во различностите, нова енергија, решителност, нова македонска економија и така натаму, не соодветствуваат со неговиот лик и неговиот минат труд. Благодарам. Љупчо Балковски има контрареплика.